Како и секоја сабота, така и ова ќе ве поздравам срдечно од студиото на Македонската радио телевизија и секако ќе ви посакам топло добре дојде во уште едно издание на Животна приказна. Слушнавме навистина досега доста интересни, невообичаени секакви приказни. Знам дека посебно ви се интересни оние кои ги слушате за луѓето од јавниот живот. Повторно имаме една скопска урбана легенда која што сигурно сум дека доста работи знаете за мојот денешен соговорник, но сепак ние успеваме некако да допреме до нив и секако да се соживееме и да знаеме нешто повеќе за нивниот живот и секако нивното животно искуство. Јас сум Здравкица Милич и повторно ќе кажам добре дојде во уште една животна приказна. Јао басовите крчак, те многу е гужва. Не кеш да си сама, сакам да си тука. Неговото име е Тони Петковски, но за пошироката јавност тој е само Тони Зен. Роден е во Скопје 1983 година. Со музика се занимава од своји тинејџерски години, а беше еден од првите артисти кој создаде комерцијална рап музика и успеа да стане мега популарен. Тони Зен скоро секогаш ја криел приватноста, но денеска ќе имате прилика да слушнете малку повеќе за неговите почетоци, за животот, за улогата како татко, сопруг и уште многу други интересни приказни. Уживајте! -7 не ме влече толку ниско. Мисливе се прљави, да сме си на чисто. Ма немој да се срамиш и немој да се чудиш. Време е да го поканам мојот соговорник Тони Зен. Слушнавте за кого станува збор. Доколку кажам Тони Петковски, сигурно не ви е јасно за кого се работи, но Тони Зен на сите добро познат. Тони, добре дојде во животна приказна. Драго ми е што се гледаме после толку време. Повели ова е твоето место и се надам дека ќе уживаме и ќе слушнеме нешто што досега не си го кажал во јавноста. Ќе се потрудам да бидеме интересни секако на нашите гледачи. Ќе откриеме нешто ново. Ако има нешто такво, мислам дека нешто што не знаат, така. Све, дури полекогаш се осеќам многу досаден дека се повторуваат истите муабети, ама ајде да видиме. Може нешто друго ќе се извлече, некои други содржини што не се кажани до сега, од моја страна. Тоа зависи и од водителот. Така. Секогаш има. Како си пред се, тоа е првото прашање кое Добар. го поставувам. Одличен, да. 4+. 4+, значи секогаш може подобро. Добар, одличен, 4+. Одлично. Кој е оној кој секојдневно те прашува како си? Колку имаш такви луѓе кои вистински сакаат да знаат како си? Супругата и син ми добро ме прашува не како си, одзнатено ме прашува без да збори. Да, не, он очекува секогаш да си добра. Најблиските се тие што тоа име мислам дека најважно, исто татко, мајка, значи најтесниот круг ги стварно интересира тоа. Колку ти имаш луѓе кои ти секојдневно сакаш да ги слушнеш и да ги прашаш вистински како си? Па зависи од расположение. У секој момент, пак ќе кажам, најблиски, мислам, семејството, у секој момент, дали ми е неубаво или убаво, они се тие кои што сакам да ги прашам и сакам да ме прашаат. Жена ми, син ми, татко ми, мајка ми, баба, дедо. Па после комшијата, другарите, соработниците и така натака. Така, значи често знаеш тоа да го правиш вистински Па од срце. не, веќе, мислам, тоа ми стана како некоја не по навика, него како висока цел да е само здраво живо, знаеш. Тоа велат изгледа со годините како си проаѓаат луѓето искуствата, пошто претходно ако било една цел да си посакуваме, сега ми е да сме здрави и живи, знаеш, после толку кичмата, ногата, здравието, веќе стварно било најважно да сме здрави и живи, затоа го велат тоа цело време. Така, но ни треба здрави, време живи, за да сме здрави. Навика ми се на мантра постојано тоа здраво живо, здрави и живи. Што ако се кажува со намера, со некоја вистинска, искрена интенција, мислам дека е така убаво, е пожелно да го слушаме и да си го кажуваме, ако е вистински кажано. Стварно да сме здрави и живи, значи стварно здрава, жива нација.
Така. Нема поважно од тоа. Нема, апсолутно. Како е твоето детство, Тони? Колку често знаеш да се навратиш на тие денови од детството? Па многу често, затоа што сум по природа емотивен и носталгичар, се приметувам дека сум доста, да си правам некои ретроспективи, да се враќам, да речеме, у детство, многу често, и тоа може да се случи по звук, по температура на време, по ветер, по мирис, тие работи не враќаат. Доволно да се повтори истата случка, амбиентот и ме враќа у Така. у Самиот детството. асфалт те враќа. Истото ако мирисало у тој момент у детството, или ако била сликата, сонцето, или облакот, или дождот, или звукот ако бил ист, знае да ме врати у тоа време. Мислам, има и тоа, има и како се вика, тоа и постои како да кажем, како појава. Така. Може да е феномен, може да не, меѓутоа постои тоа, кај сите се случува. Ја дури многу пати сум правам да проаѓам покрај некои улички кои што ми се, да речем, у аеродром каде што живеев, или кога шетам со куче по некои моменти па да застанам, па да го загледам или почувствувам амбиентот или моментот, затоа што ми буди некакви чувства од некое време од детството, да речем. Тука крадевме цреши, овде комшиката не тепаше. Да. Детството ми беше постојано со активности. Значи постојано активности, постојано занимација. У нијен момент не било досадно. И главно беше да се дружиме меѓу себе. Главно е социјалниот живот, едва чекаме да завршиме со школа, нели, основно многу боле варијанта е да си од сабајле до попладнеме, после цел ден ти е слободен, отколку да си втора смена каде што сабајле не толку нешто, може фудбал губиш нешто. денот, да. Цел ден си увакво, веќе кога ќе се стемни, кога ќе се стемни има моменти на флипери, видиме. Така. А па од сабајле до попладне, па после слободни има фудбал, има баскет, има секакви игри за Значи имаше генерално убаво, безгрижно и здраво детство. како и сите. Како и сите од таа генерација. Знаеш, да речеме, финансиски тука негде сме биле сите. Оскокнувале тие што оскокнувале, меѓутоа немало некако, што би рекле, чалам, како што има, да речеме, сега меѓу децата. Као разбирам дека они се по некои брендови или по не знам што имаат, што повеќе да имаат, тоа се по важни, знаеш, и тука доаѓа до оној момент на каде што едни на други ги вознемируваат или булинг, што би кажале, затоа што вие биле не знам по овакво. Тогаш немаше такво нешто. Може ние се зеземе меѓу себе, меѓутоа не е битно дали си богат или сиромашен или средна класа, знаеш. Надвор на улица сме сите исти еднакви, кои играме жбурка, грабни стапче, народ на џамли. Нема џамлија да си тука побогат па да победиш. Нема кој е повешт или у фудбал или у баскет, кој е повешт, кој е поснаодлив, тој ќе се истакне у секое мало. За разлика од сега, тоа го нема. Или на базен, кој ќе скокне боле, кој е, не знам, тој е пофраер. Не, тој што има поише пари или средства, материјално е, нели, овака убаво набилдан, него оној кој што е стварно лик у малото. Да, нешто што прави добро, вистински. Дали добро или лошо, нешто прави на терен каде што е у пракса се докажува дека тоа е така. Не преку социјални мрежи, преку, не знам, искривени вредности. Не знам дали се тоа искривени вредности, пошто сега не можеме да кажеме ние дека се искривени вредности, пошто тоа се нечии вредности. Одма ако кажеме искривени вредности, си ставаме тука ние тежина на егото и судот ни е главен, што не треба да го правиме. Знаеш, зошто кој сум ја да суди дека можеби тоа се нивните вредности. За мене или за тебе се искривени, да, како што на дедо ми му биле искривени вредности нашите да ние надвор. Така да, дај да секој време носи свое, да. Си носи вредности секој за нас, да, можеби се, пошто они се нели одвоени од нашето, ама па и не прават толку лошо.
Знаеш, има нормално исклучоци, има секако дека имаат многу избор и може и тоа како да се најдат вредностите, високи цели деца што остваруваат низ тие низ тој начин на живот или таа реализација каде што технолошката индустрија буквално превзима и децата се у тоа веќе у сам старт. Не треба да се полека навикнуваат, па чекај да што е ова, не директно се во знаат инволвирани во тоа, да. Така. Ново Лисиче место каде доста пати излега од тоа мало, тоа место. Аеродром сме. Аеродром и Ново Лисиче, да, значи тука. Во секој случај, со кого се дружеше од оние луѓе кои сега се познати на јавноста во светот на музиката? Добре, ќе го спомнеме Сладкаристика, тоа е малце подосна, таму негде 2000-ти години плюс. Он е од Ново Лисиче, јас сум од Аеродром, меѓутоа јас сум баш на граница. Да, и за тоа многу пати види, суштина едно исто е. Кога ќе гледаме цело Скопје, цела Македонија е едно мало. Меѓутоа окей да има такви нели малски, додуше ние кога деца сме биле, мојата зграда била да речеме 105, со овие другите што се од Карши, сме биле различни мала, знаеш, ни едно мало, ни друго мало. Била конкуренција Аеродром и Ново Лисиче секогаш? Да, биле, имало секако вид на па имало и конфликти, имало и соработки, се имало. Тоа е многу нормално да се пројде низ тој процес на растење и развивање у таков систем, такви услови кога пола улици биле една улица, ископини насекаде, темница, нема многу светла како што е сега, знаеш, уште во развој е градот на селбите. Да, во тоа време, да. И нормално да тркнеш да таму да видиш кој има што има, па ако има овој со исто ако се ние разбираме музика или спорт, ќе се дружиме, ако не се разбираме може тепачки. Значи со Слаткар се дружеше во секако. Слаткар кажав, тоа е 2000 плюс 2002-2003 каде што прв пат ние се запознаваме и веќе тоа е кај што ја се оформувам како да речеме, не знам, некој рапер или музички артист кој што веќе навлагам во таа култура и барам луѓе кои што се од таа култура. Така сме се дружели, така сме се наоѓале, како и луѓе од сите различни жанрови на музика кои што се дружели, наоѓале според идентитетот. Нели, рокери, металци, панкери, рапери, така и ние почнавме со дружбата. Иначе еден тон пријатели, другари кои ден денес си се среќаваме и се уште живееш таму, така? Поздравуваме, не. Не? 10 години сум во населба Пролет. И Пролет е преубава населба и тоа е на граница, некако на граница. Тоа е тука близко, да. Тоа е буквално се зезам, викам тука Мак Петрол ми е duty free shop, знаеш, пасошка контрола правам на овие кога дојдат од оваму, овие таму и дали буквално и у Аеродром кога живеев, буквално исто еден булевар. Ти си постојано на граница. Нешто со може треба работа на граница. Здраво пасош. Може. Да. Какво беше твоето семејство? Спомена дека во тоа време сите беа, нели, слични, немаше толку разлика материјална и не беше некако тоа главно. Со што се занимаваат твоите родители? Така мислам дека беа распределени некако по населбите, пошто у тоа време јас како што знам и тој систем некако така ги правил зградите, блоковите, ваму да живеат тие, ваму војниците, ваму полицајците, ваму тие што немаат, ваму тие што имаат, за да нема многу разлики измеѓу, знаеш. Беше мешано моето мало, по секаков основ беше мешано. И немаше некој нешто да се истакнува зборам по твоите родители се скромни луѓе, со што се занимаваат? Скромни луѓе, апсолутно, од секогаш. Татко ми у музиката, у спортот од секогаш, меѓутоа он си имаше работено порано на времето. Треска, мајка му Прогрес, тоа се големи фирми од тоа време кои што функционирале добро, меѓутоа они се работници, работничка класа исто. Исто дедо, баба, они се луѓе кои што служеле и работеле. Не се нешто газди бизнисмени кои што направиле па гледале да џопнат па да киднат па да ми остаат. Не, за среќа. И ја некако натака, знаеш, по тој пат да е скромно, да е... Да, памтиш некои тешки ситуации? Била? Сега тешки ситуации, ќе треба да правиме емисија за
за жалење, за патење, нешко да него секој имало тешки има. ситуации, еден тон, значи зборам, невозможно е да у тоа време немало тешки ситуации, поготово чудно ако не се караат или викаат, некои урлаат, тропаат, пошто у тоа време, у таа тишина се слуша кој се кара, кој се тепа, кој вика. Секаде било така. И тоа е нормално. Исто и кај мене имало многу непријатни, неубави ситуации кои што на крајот сепак победила љубовта, да речеме, нели, како филм, бидејќи моите исто така ме заштитувале, да речеме, во такви моменти. Ке помине, знаеш. Да, се е тоа живот. Ке помине живот и јас сум учил многу од таквите искуства низ животот. Дали е дома во дома, семејството, или е надвор, влезот, зградата позади, флиперите, рингишпилот, школото, имало секакви буквално ситуации што многу ми е кеф што сум прошол низ многу такви ситуации. Филтри, да. Да, знаеш, не ми е чудно сега ако видам нешто страшно или трагично. Знаеш, онака ми е како гледам како учител да се поставам да речам дека бе, убаво ти е, да, ќе ти помине, лошо ти е, да, ќе ти помине. Така. Остани ти буден и свесен при ова искуство и гледај да не се повтори пак или да не се најдеш у таква ситуација. Учиш од своите грешки? Секогаш. Таман работа да не учам од грешките. Повеќе на свој или на туѓи? Општо. Општо. Нормално, нели, туги грешки се туги грешки, не можам многу да нешто можам повеќе тоа да го оставам отколку да земам да учам од тоа. Па велат првиот пат е грешка, вториот пат е избор. Секојаш избор. Секојаш избор. Пошто грешката е избор. Не може грешка да изгрешив. Не, си избрал да сгрешиш. Така. Така да нема прв пат грешка, втор пат избор. Се е избор, само тоа треба исто така да се освести дека е Да си свесен дека си ја направил. све што правиме во животот е кога ќе станеме свесни дека и грешката не е не. Избрав да сгрешам или избирам да патам или избирам да ми биде тешко, избирам да ме жалат, избирам да бидам жртва. Не е тоа кабе погрешка, не. Избор е све. Кога ќе го разбереме дека имаме избор буквално све да избереме во животот, и мислам дека може да уиднена може да носиме поубави одлуки за нештата. Јас сум грешил. Која е твоја најголема Милион грешка? пати сум сгрешил. Како и секој, Сум да. нормално. Во однос на работата, која е твојата најголема грешка? Дали имаш некој период кога сега веќе од овој аспект велиш можда не требаше тогаш така да направам, не требаше тоа да го направам, не беше вистинското време. Многу. Колку има, мислам. И тоа исто грешка да се навраќам на тоа да гледам каде што треба да вакво, него едноставно да го мислам ја така го учам умот сега, знаеш. Иначе има еден куп такви работи каде што можеби нормално од љубопитност би тргнал по друг пат. Не дека така треба или дека ќе поправам нешто. Од љубопитност наместо да сум бил, не знам, со ова да се занимавам, можеби сум требал нешто друго да работам. Така, може пилот на авион. Но сигурно сега не се каеш што си го избрал. Не, апсолутно нема кајање. Кајањето е многу суптилна исто, како да кажем, тежина и содржина. Така. Го правиш оно што го сакаш, оно што ти свеста што као не постои, ама ако стои, постои тоа како и прави проблеми, да речеме. Наместо да се од тоа ослободиме, ако сум се кајал, не се. Многу нормално човек сум, не. Сега ја не се кајам, како не. Меѓутоа гледам да не го задржувам тоа и да му служам така, на... сепак во тоа време така си размислувал. Мислам, се има свое. Искуството си го прави своето. Може би сега не би направил нешто што си го направил пред Абсолютно, 15 години, што е природно и нормално. Да. Апсолутно. Дали се сеќаваш на твоите први настапи? Кога беше твојот хонорар прв? Па... Колку беше среќен? Се сеќавам вака се, значи први хонорари беа многу, мислам, тоа беа многу ситни пари, некои
300-400 денари. Ама сладки. Значи сме пуштале музика у кафичи, не знам, со другар ми со K105 од моја зграда што е заедно што раставме у 2000-2001, втора наш локали, некои кафичи кај што другарот диџеј искусен Дени Бегич не викнал, рекол дојдете горе е Приорити кафич, Лагараш, тие неш ситни мали кои беа Страдивариус. Да, пред 25 години, да. Она на УГТЦ и ние како деца идеме и нешто ќе поработиме, ќе направиме, ние дека поинакви R&B, хип-хоп, као и почнуваме да си носиме, знаеш, луѓе да сакаат, да па нешто поинакво се случува, па сака газдава, па не вика пак и има нешто за работивте, знаеш, 300-400. 700 денари веќе, веќе 1000 тоа. Богати. Да, и се сеќавам на најголеми пари што сум ги земал, беа 2 пати еден странец ми даде гостин случајно у Лагараш, ако ти текнува Карши католичка. Ми текнува. Правевме журка, исто со K105 и дојде еден странец, ми побара на песна и ми даде 1000 денари да му ја пуштам, а таа песната беше у тоа време хит, R&B. Песна, нема проблем. Да, тогаш 1000 денари на 1000 вистина денари вреда, да. и после пак дојде, човекот беше добар, отворен, беше пиен. И пак уш 1000 после, уште еднаш вика, пушти ми. Нема проблем. Уште 3 пати, да. На репит. И нема врска, тие беа 2000 денари, менаџерите што беа заедно што соработуваме, они мислам беа повеќе, ама нема, они зимаа по 400-500, нешто ситно. Исто ја и диџејот и од тие му дадове на диџејот нешто му реков, еве пошто земав им кажав, земав бакшиш, му давав и него нешто и така беше тоа едно убаво искуство. Убаво искуство, да. У тој момент да ме поттекне да ја продолжам, знаеш, пошто многу е битно у тие моменти да има било каква подршка диџејот или пејачот или кој да па замисли 2000 денари да рекол некој слушај, може пак ќе дое. И имаше такви многу луѓе кои што ќе дојдат еднаш и пак доаѓаат и пак доаѓаат, па ќе донесат со нив, знаеш, и тоа е најголемиот успех, да. Тоа е тоа што уствари мене ме одржало на патеката да го правам тоа понатака. Да, имаш неколку албуми во твојата кариера. Дали почетоците Исто, беа... извини, за хонорар морам да го кажам, овој го стално го зборам на Тамара Тодевска, она ми го има дадено, мислам, најголемиот хонорар у тоа време кај што ние Ето, она не го кажа ова во емисија, ајде да го слушнем. Она не знам, се сеќа го кажам, нешто дека ти имаш тај најголем хонорар, неизиден хонорар, динг, еве ти толку и толку. Ја гледам, бев само гостин, бевме заедно, не знам, битово на некој настап, кај што ја гостував, нешто музика малце, ама не е цела вечер обично таа е 3-4 сати и 2-3 денари дома, ова 3 пати повеќе, знаеш, кај што викам и плюс мотив тоа, инспирација за да викам чекај. Можело, браво. Да, ова не си го кажал до сега. Нигде? Еве Ета, бе, секогаш има нешто. Секогаш има нешто што... Тоа ми вика овој Васко, вика, бе, дојди ки има нешто да животна, бе, па еве животна прик. Го имам кажува нова, ама на така лично со другари, со пријатели. Да, со Тамара и така. Натака. Ти благодарам за овој ексклузивен муабет и секако ме интересира дали со сопствени пари го почна твојот музички пат или тогаш имаше луѓе кои препознаа она што сакаш да го правиш и ти помогна? Секогаш имало луѓе што помагале, што препознаваат и секогаш имало подршка, бидејќи без тоа не може да се иде на повеќе, поквалитетно. Кој веруваше најмногу во тебе? Како се снаоѓавте? Чекај, вака да се... Има вака доста луѓе што сум им благодарен, да речем, у тоа време са... И не мора са имиња да споменем, ама ако ми дојде некој ќе си го кажам, бидејќи имаше многу важни ликови у тоа време што дале поддршка, зборам како простор, Брейк би го спомнал, Брейк увек бил тука, дечки, вие медиумски одлични сте, еве ти простор, што треба, како треба, тука сум. Да речеме, Роби Телекабел исто би го спомнал, он било довек поддршка, што треба, пошто нешто видел што му се свиѓа.
И еден куп други луѓе, газди на кафичи, менаџери, низ држава се, еден куп се, што јас сум им вечно благодарен на тие истите, пошто отвориле врати. Што е многу важно да се отворат врати поголемо, поготово од луѓе кои што се големи и се мокни, имаат искуство и може да донесат одлука да дојдам ја да ми дадат простор или па да не дојдам и да не ми дадат простор. Така, најважно е дека имаше поддршката. Да. И тие баш таквите луѓе ми рекле, повели, еве ти простор, искористи го, ова е твое време, да речем. И јас за тоа сум благодарен на тие луѓе кои што стварно поддржале и приметиле. Исто, кај беше исто, Макс по телевизија исто, првата емисија која правев таму, има, сега не ми текна кој точно, имав, како, знаеш, идев од радио, телевизија, па сме се среќавале милион пати како ти текнува и по телевизија, по студија, по не знам каде, па праше ваму, праше таму, абе знаеш концептова, па и ми дозволиле Макспот да правам емисија на телевизија, нешто хип-хоп со баскет уличен и така натака. У Метрополису сите ми дозволиле да правам. Радио емисија, пошто приметиле, знаеш, веќе иде веќе кариерата, па после. Но тоа е еден нормален тек како треба да се одвиваат работите, за некој те препозна и ти даде простор и поддршка. Не е преку ноќ одма. Еве ти, него е многу, како се вика сега, тоа нетворкинг. Да. Многу замрежување со луѓе, ама другарски, искрено, отворено и нормално и интерес, што е многу важно тоа да биде зрела соработката, да не биде само брка работа, него да има оваква размена да има. И тоа ми се случувало исто така поддршка од Убаво те врати в 20 и неколку години наназад. Да, кажи ми, Тони, кога прв пат се почувствува или тоа популарен, славен, мене некако не го сакам како израз, меѓутоа прифатен од јавноста и твојата музика, сепак на што си ти креатор. Дали после кој сум јас тоа го почувствува или порано, покасно? Па тоа најголемото на како сега скок е 2005-та, 4-та, 5-та, 6-та тие години каде што јас стварно носам нека одлука да одам негде на страна да работам, да се исчеличам, што би рекле, да се спознавам или не знам што, да заработам нешто, пошто не иде вака, а веќе имам 19-20 години веќе и тоа било како морам нешто да правам. Така да претходно имав песни снимени, имав албум, сум спремен кој што малте не е толку популарен. Нели, у тоа време поише рапот. Работеше нешто претходно пред музиката? Кошарка играв. Али рапот ми бил увек паралелно со ова. Други работи не сум имал во живот, освен рап и кошарка. И отидов таму у Турција, направив Скопје мој град, а кој сум јас песната, кој сум јас во полн ефект, таа е 2002 година снимена, кај Јован Јованов у студио, кај што и он препозна исто, еве да го спомнам и него. Он препозна нешто, па после тоа со таа песна на Макфест негде се појав како гостин кај него, нешто, ама врска нема, ја немав идентитет, Тони Зен не ме знае, само песната постоеше. И отидов таму, се шуњав нешто, знаеш, Макфест позади, тука со луѓе, нетворкинг. Запознае се со овој, со нив, ја ги запознам звездите, знаеш, се уште ги гледаме на телевизија и имаше, не знам, која година беше момент да ме однесе од таму тогаш Јубан како менаџер во еден кафич кај што има Роберт Билбилов настап, па ја од позади да дојдам као да се представам, пошто им рапував цело време раперни или плетенки. Да. И микрофонот да ја дам кој сум јас, ја пуштаат и направи тоа. Хас. Да. И ме запамтија по тоа, за да после тоа со Скопје мој град веќе се заокружи као и Тони Зен као некој што го ваква, иако имам ја цел албум песни кои што можеби само за раперски кругови, па раперите па ги некија овие дека комерцијални, знаеш. Па ја викам, окей, добро. Ова со поише публика и поише шетање е болја опција. И избрав тоа. Така да се вратив ја од работа од
Турција како аниматор 2005-та, па 2006-та. И веќе кога се вратив беше експанзија. Па да, веќе хит ми станаа песните, знаеш, у Скопје мој град сите што ги споминјам, Педжа, Камењар, Урко, сите, од сите подршка, онаква респект, разбираш, мислам, мене тие работи ме кренали исто. Да не се тука да се да не се лажеме. Да најавата, кажам, да не се лажеме. Легенда. И они мене тие батковци, јас сум им исто и на нив вечно благодарен, знаеш, на сите тие што сум ги градски ликови. И тука сме биле постојано, знаеш, ми давале подршка сите тие. И тоа подршка, зборам, респект што треба, тоа. И што е најважно, најдобре која имаш подршката од таму каде што потекнуваш. Тоа е многу важно. Да, па и они приметија нешто што дека ако му се помогне на Тони, пример мене Урко ми многу помогнато ради тоа. Баш он приметил нешто и сака да ми помогне за да се издигнеме заедно, знаеш. Да се издигнеме заедно и како нација, и како Македонија за да парираме, што се запознал такви луѓе? Многу, за да парираме на, мислам, тоа била главна цел кога да парираме на Балканот, на регионот, не само тука ние да станеме нешто, него да идеме јаки, најаки да бидеме у регионот, што мене тоа ми беше кога сега сежам, кога викам, респект, викам, зоо, морам се покажам, нешто. Така, тоа ти беше најважно и колку како дете сонуваше негде дека ќе ти се случи ово? Постојано, види, не може нешто да се реализира ако се нема, ако не се следат соништа и ако не се тоа визуализира. Да се разбереме, работите да, у етерот шетаат тие, меѓутоа треба да се земе нешто и да се реализира. Ако ние само ги гледаме и ги сонуваме и не превзимаме акција, ќе останат само тие соништа пропаднати. Што се случува и многу пати со луѓето воопшто. Мислам, и со мене се случувало. Какви соништи ја пропаднати. Сега вака гледам, тоа не го направив, ова не го направив. Може би не си го посакувал вистински. Тоа викам, јас само ги гледам, ги сонувам, ама не е стварно намерата како што е со другите работи, знаеш, пошто се е интенција. За да се направи мост, треба да се има не само намера или визија, него треба да се има и акција. И јас сум бил тука во некои моменти со визијата, со сонот, нели, со мечта, ова супер, ама акција. Така, споминавме многу луѓе кои ти ја дале битната и најважната подршка, твоите родители, најблиските, другарите од мало. Колку твојата сопруга од неа ја имаш поддршката? Најмногу и мислам и ден денес и дури сега сум многу инспириран и многу некако во овој период. Валентина ти го промени животот? Па нормално дека да. Нормално дека да. И да ти кажам право, многу ми убаво. Многу ни убаво. И многу ми е убаво што ова го слушам. Да, пошто види има изгоди и незгоди, има пожелни, непожелни работи низ бракот, низ животот. Колку време сте веќе во брак? Од 2013-14 заедно. Значи една деценија помина? Па да, Јасен има 6 години. Јасен има 6 години, да едно пресладко. Детенце, искрено сега ќе оди во училиште, така? Да, ќе иде во училиште и ми се дури онака, знаеш, не е чудно, меѓутоа се поише се отварам и поише ми се инспирација и за кратко правам, да речеме, еден албум кој ше делумно, мислам, посветен за нив повеќето од песните, да речеме, кој што треба да излезе. Да, инспирација баш од таму. Знаеш, пак и тоа е изворот. Исто, и они се изворот и јас сум изворот и како едно кога функционираме, кога сме едно, тоа е бескрајна, безвременска љубов. Убаво звучи и убаво ми е, навистина, што ова го слушам од тебе, искрено не очекував дека до толку ќе бидеш искрен на оваа тема, мислев дека тоа малку ќе биде заскриено. Не, бе, мора си се пофалиме да така, си се држиме. Така, многу од јавниот живот не сакаат да зборуваат нели за приватниот живот. Добро, и не дека и ја нешто сум зборел или сакам да зборам, меѓутоа убави искуства е убаво да се пренесат, поготоа ако е инспирација, ако е
И најважно е каде ќе се вратиш, а тоа е домот и тука треба да ти биде најбаво. И да се негува сето тоа, да, пошто на крајот на краиштата тоа е суштината, да речеме. Така, како Јасен реагира на твојата музика? Па... Нешто му се свиѓа, нешто не му се свиѓа. Уградинка кај него веќе дечињата, кога ќе дам да го земам. Тони Зеен ми вика. Тони Зеен. Така, збунета, бидејќи има само 6 години, дека луѓето те знаат. Не е збунета, он е отворен, супер е, срцка, не е нешто да се закачува за тоа, неш. Него така и он си тера така спонтано покрај. Приметуваш кај него се појавува некој талент од оно? Талент е, мислам, талент има за многу работи има талент. Мислам дека и за музика има, не мислам дека има и за музика и тоа. Колку се препознаваш себе во него? Да не биде како мене, да биде многу подобар. Па, и тоа е успехот на секој родител, да. Да биде, значи, не мора да е рап, не мора да рецитира, да прави такви песни, него да прави, можеби, ја подругаче, ако веќе го да, би бил ти среќен кога би се занимавал со музика, да. По друг правец. Знаеш, мора се ако родителот свири гитара или клавиатура и детето исто, или родителот фудбал и овој мора фудбал. Оставене за да се најде, ние наблюдуваме, гледаме и гледам дека има таленти многу за многу работи, не само за музика или да биде како тато, нема врската, него он се е свој некако така како свој, не знам со кој друг збор да кажам. И тоа треба да се негува кај сите деца. Кога ќе се примети дека е свое детето, остави му простор да избере дали што нему го прави среќен, или да. водовоđија или астронаут. Да, бидејќи е привилегија навистина да го работиш тоа што го сакаш. Да, таленти има у дете има, значи има поготово Јасен има некаков осет, некој као да е, не знам, биоенергичен. Се што ќе допре све има сенс за постоењето, што е многу поважно од тоа дали ќе биде музичар или ќе биде, не знам, идентитетски некои улоги. Така да се навратиме многу е важен сенсот за да после продолжи во убав правец. Така, да се навратиме малку на еден период кога, не знам точно колку години ќе ме исправиш секако, кога се повлече, дигна рачна, да кажам, од сцената. Зошто го направи тоа? Ти дојде некако преку глава, сакаше некоја оддишка, сакаше период да видиш кај си, до каде си или? Па и тоа. Некако така ми дојде тоа некој природен процес да нешто ми дојде презаситен, као да не ми беа тоа некои големи цели или вредности, концерт, турнеја, настапи. Презаситеност. Па да, многу луѓе, нели, популарност, Survivor. Да, и сите тие работи, мислам, убави се, ама мене лично не ми биле највисока цел. Некако повисока цел сум среќа поставил за да идам по таа цел. А не знам што е, ама идам по нешто, пошто осеќам дека има нешто повисоко, за да покасно низ искуства, низ практики спознам дека уствари ова е тоа што го сакам уствари да се остварам, да се реализирам. Така, тоа им се случува на многу артисти, поготово од артисти од со светска слава кои знаат да се повлечат, за жал има и овде, кои запаѓаат во некоја депресија, анксиозност, баш поради тоа што го имаат тој притисок од јавноста, популарноста носи нешто свое, голема тежина, голема одговорност и така натаму. Тоа беше некој
Битна депресија Не, кај тебе не, или не, никако да се мериме со тие таму, нека не кенкаат, нека не плачат со, не знам, куки, вили, коли, 10 брака И во животот. недостапни, И ми недостижни, кенкаат, да. депресија, филмови, Холивуд. Прават филмови. Многу ретко има од таму луѓе кои што рекле, чекај ќе се трнам за да нешто, не знам, Джим Кери, може. Другото, значи, нема таму, тоа врска нема. Не поради тие причини, неко прво кај нас никад не сум бил у депресија или нешто, леле многу ми е ова, па кој кај има кај нас нешто папараци, чекај, па ќе се договориме се да ќе те сликаме за насловна, па од таа насловна ќе земат сите пари, па тебе не постои. Тоа кај нас никад не постоело и никад не ме занимало, пошто секогаш било и таков начин, таквото представување лажно, знаеме, и никогаш не сум се водел по тоа дека не знам, ради тие причини. Не, него ставно осетив дека па камоли да сум трнал, да речеме, по тој пат на уште слава, уште сум можел. Поготоа после Survivor, да речеме. Балканска слава, па нели... Многу лош пат. Мислам, свесно не сум го избрал тоа да го дам, пошто има многу последици. Има многу последици, трнлив е тој пат, убав е све, меѓутоа ја лично не го избрав затоа што повисока цел имаше поставено. Имам поставено. А таа цел нема врска со тие улоги идентитетски или Колку со си таа емотивен, игра. Тони? Од 1 до 100, 256. А знаеш да заплачеш? Многу често. Да, не делуваш така, затоа и те Многу често. прашам. Не делувам? Не. Или па сега мислам дека плачам, гледа. Многу често и сум се приметил дека дори многу често заплачувам од што сум имал потиснато многу у минатото да не плачам. Мислам, плачењето е чистење. Здраво. Здраво. Чисто отварање и нешто се прочистува, нешто излага, што е задршка. Задршката е проблем. Задршка е канцер. И јас тоа сум го разбрал и у моменти кога ми доаѓа, да речеме, наплив на емоции, какви и да се, јас се отварам, сега не излагам и пред сите да урлам, да викам, или да не знам што да плачам као не, ако ми дојде, Немаш проблем. дојдено да е, плачеш, да. само се приметувам низ искуството дека нешто се случува. Значи, тоа е само едно искуство. Дали последен пат плачеше кога се случи за трагедијата во куќа? Да ти кажам право, да. Неизбежно ми е Не да те очекував, прашам. ама да. Искрено да. Овој момент овака. И јас и дома седиме со сопругата и вика ако смеам овака да кажам, ама така ми дојде, стварно, ке ставите цензура. И стварно така ми дојде. Викам, што се На кого беше најмногу случи? лут во тој момент? Како Пак не лут, него Сите бевме бесни, гневни. па добро, тоа нормално не се постав на универзумот, не знам. На китовите што носат плочата, нели 3 кита. Се зезам. На кого да бидам лут? Него само се приметувам низ тие чувства, ја така функционирам. И може секој да проба така, поубаво е. Него ли на некој да му бидам лут или да мислам, да, мислев многу, викам, чекај, кој, како сега, овој крив, тој крив, овој, требало, не требало, зошто, И овој момент само гледам овака, што ќе се случи ако јас сега мислам на тоа кој е крив или на кого да бидам лут, ни ќе променам нешто, него само ќе заглавам у тие содржини, отколку само да емоцијата си ја растресам овака и излезе сето тоа што е во мене како задршка. Која поука треба да извлечеме од сето тоа? Конкретно случката? Да. Па има многу поуки. Сега гледам еве нешто се, мислам не би сакал да навлагам. Као сега го чешла нешто системот, па сега системот па има некои рестрикции, па сега со тие рестрикции кои што се погрешни, не само што им се крати од џебот на луѓето кои што се вработени у
тоа, како со кризата со короната што беше, тука многу луѓе остануваат, не може да работат, пошто мислат дека со рестрикции се они ќе стредат све, чисто покажува дека работат. Него тоа треба да се работи со години, постојано се грижи системот за народот у секој момент, не само кога ќе пукне нешто, па да го лепиме, да го правиме, кога еве сега ќе видите нема да пукне, не. Треба постојано да се има свесност, будност. Тоа се учи, тоа се практикува. Како? Ја не сум тука сега паметен да кажувам како треба, а можам. Туку треба да се превземат сериозни мерки околу тоа и да се работи на случаја. Како ние да се разбудиме од кошмарот, да речеме. Не може се... Кој е крив? Ај. Кој е крив? И шо? Тој е крив? Добро, и ој ќе прати таму, ајде идете таму се, затварајте све, лични карти, и шо ќе ги врати тие што починаа тоа? Нема. Кога е згазија девојката, шо? 3-4-5 дена, поред динг, казни, демек шо и после пак ги удираат. Не се работи така. Ако збориме веќе за тоа, не се дечки така функционира и работи на сила. Се прави, значи сето тоа да биде со емпатија, со љубов, со стварно поддршка за нацијата, за народа. Кога го работиш тоа, работи како ја работам тоа, да го работиме тоа стварно и да видиме како може да направиме за да не биде подобро. На сите подобро, да. Такви незгоди се случуваат не само кај нас, сегде кај што нема присутност, кај што нема свест. Него така се прави, знаеш, на шалабајзерски. Па од тоа пати мене. Шалабајзерство, еве го зборот. Така, дали никогаш до сега во сите овие години ти си се почувствувал небезбеден поради твојата професија? Имало ли таква ситуација? Па, како да мислам, нема врска, како прво, само да почнем да раскажувам ја колку пати патувам и колку пати сум патувал, како и сите други низ Македонија, по патиштава наши. И колку ноќи не проспиени, и колку не се безбедни, да земам за тоа да зборам, од пред 15-20 години до сега, а колку плаќаме уствари патарина, да речеме, еве клуб пример ќе дадам, меѓутоа колку као ние се грижиме, се плашиме ово, а не ни овозможуваат, и колку пати, и колку имало сообраќајки, и колку пати, да речеме, еве, можда за малку сме избегнале нешто дупка или не знам да падне карпата или не знам што, пошто постојано сме, ја и колегите мои на пат, и многу пати не сме, да тргнеме од таму, не се осеќаме безбедно. Така. Еве, за жал. Кола земи што вози у Македонија по патиштата и некоја што вози у странство и измери ги, да видиш која е раштимана, која си е у баланс. И што правиме после? Да не одиме подалеку. Да не идеме понатака за безбедност и не знам што, ама секогаш идеме отворени, мислам, душева ми е отворена и идам позитивно секогаш. И сам многу пати сум идел на настап и тоа зборам у време, у невреме, значи снегови, виулици, магла, мраз, карпи, паѓаат, се ронат, дупки, не се гледа ништо. Так. Секакви услови све сум видел и секогаш идам, пак ја кажам, оптимистички, позитивно, да се вратам безбеден дома. И дека си ти тука за публиката, да. Тука сум за незе, колку и да не сум добар, колку и да не можам да возам, трезен. На пијано, на општествено одговорен. Сега идам у не знам каде, таму има 160 километри, треба да идам да се враќам, диско. Потрезен, поубаво е потрезен кога си, зборам. И пак има непријатности на патот, да тргнеме од тоа за безбедност. После тоа излез еден, нема излез, нема оваква, какви места има тоа. Меѓутоа, мислам дека сега со ова ќе почнуваат да се средуваат тие работи, меѓутоа не требаше сега да се деси. Треба низ годините треба постојано да има и да се работи на тоа. Треба да се работи постојано на тоа. Иначе какви места има, не е само ова, мислам ова е меѓу подобрите. Ако збориме објективно, тие што знаат, знаат. Какви места има, значи не само не клубови, дискотеки, кафичи. Значи
ајде да не навлагаме се. Да не критикуваме до Да не навлагаме, пошто мостовите може да се срушат, да ни паднат еден ден некој. Така, за крај Тони, што е она што го подготвуваш на музички план? Што Па, дојдовме до крајот. брзо, Кажавме све. Брзо. Да. 11 октомври Борис Трајковски, ја и Сладка Ристига правиме концерт. Ја одбележувам 20 години. 15 години не сме правиле ништо заедно, сега правиме. Спушти се доле втор дел, исто така треба да излезе. Албум. И уште едно помало како EP, кој што треба да излезе у оваа година. Тоа, нели, со текне време се ќе си се објави, ќе си имаат луѓето да Секој дојде на да свое го место, видат тоа значи што ќе го направам. Тие што така. ги интересира нормално, тие што не ги интересира, немам потреба, нели? Ете, супер. Убаво да слушна твојата публика дека сите овие работи ќе се случуваат во следниот период. Се надам дека ќе имаш успешна реализација, дека и понатаму ќе бидеш задоволен од ова што го работиш и дека навистина е привилегија да го правиш тоа што го сакаш. Дека ќе бидеш успешен татко, во тоа не се сумневам после ова што го кажа и што слушнав, и секако некоја друга прилика ќе направиме втор дел живот на приказна. Фала ти на поканата, сега ќе видиме Јасен што ќе каже. Да, тој е најголем критичар. Таму е него, тој у режија работи. Во режија, да. Ти благодарам уште еднаш, Фала и Тони. тебе, фала за Ќе им се поканата. заблагодарам и на нашите гледачи, и секако ние се гледаме повторно за 7 дена на истото место во истото време.